Ние ја имаме таа возбуда, да наречам, занес дека благодатниот оган, некаков благодатен оган слегува во грчката црква во Ерусалим. А јас ќе ви прочитам од Откровение 13:13. Ја извршуваа сета власт на првиот звер, во негово присуство ја присилуваат целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, и правеше големи чуда, па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. И друг препев, повторно читаме: Слава ти Господи Исусе Христе. При тоа тој ќе извршува и големи чуда, ќе направи дури и оган од небото да паѓа пред очите на луѓето. Видете, Грчката православна црква не ги признава македонците кои се православни, и ние пред 100 години го имаме тандемот Мелас Каравангелис, владиката Каравангелис, кој ги благословувал грчките критијани војници и ги нарекувал Христови војници, кои вршеле колежи, палеле, убивале по македонските села старци, жени, трудни деца и така натаму. Тие до ден денес се немаат покајано за тоа. Другата причина е дека само во православната црква слегува благодатниот оган. Пазете, заедница која доминантно не го слави Господ Исус Христос, туку слави Богородица, таа која го родила светци, денови, празници, месеци. И тие ги нарекуваат секташи, тие другите кои читаат од Библијата, барем зборуваат за Светото Писмо и Господ Исус Христос. Не може да слегува духот, пламенен дух, пламенен оган од небесата, а ние зборуваме за духовен оган, не за физички. Физичкиот оган е на некое примитивно ниво, во непокајана заедница, во непокајана црква кај грешници. Духот свети слегува само ако срцето ти е право пред Бога, а ти, например, не признаваш народ соседен на кој си му е земал земјата, си убивал, и таа заедница која не го признава, кај неа доаѓа Исус и им дава физички оган. Ние зборуваме да се распламти твојот оган во твоето срце и да разбереш целата суштина е во тоа дека зверот ќе извршува големи чуда, ќе направи и оган од небото да паѓа. Тоа е тој лажен, телесен, сатански оган. Вистинскиот оган на Исус Христос е вечната љубов, и ти само Исус ќе го славиш, ќе ги љубиш сите, ќе им простиш на сите, никого нема да осудуваш и ќе се гледа во тебе светлината на светот, затоа што ти е распламтен духовниот оган, не физичкиот, во твоето срце. Мир вам до Царството Божјо. Амин.